Драги гледачи, добар ден. Нашиот град Скопје е домаќин на третиот меморијален турнир Вилим Харангозо, што се одржува во чест и во знак на сеќавање на големиот пинг-понгар репрезентативец од Суботица. Вилим Харангозо, само да се подсетиме, пред 2 години почина, инаку тој е еден од најголемите пинг-понгари играчи во историјата на овој спорт во нашата земја, а посебно пинг-понгарскиот спорт во нашата република е врзан за неговото име, бидејќи Вилим Харангозо, повозрасните љубители на пинг-понгот се сеќаваат своите први контакти со нашата република и со нашите пинг-понгари ги имаше уште во 1948 година, кога одигра заедно со неговиот брат Тибор и заедно со нашата исто така голема легенда на пинг-понгот Жарко Долинар неколку екзибициони мечеви во Скопје. Тогаш практично почна организираното играње на пинг-понгот во нашиот град и во нашата република. Нешто подоцна, во 1950 година, Вилим Харангозо повторно гостуваше во Скопје, тогаш ја организира и првата пинг-понгарска школа и практично од тогаш во нашата република почна да се учат, да се усвојуваат вештините и се она што го краси овој атрактивен спорт. Значи, по трет пат, по Суботица пред 2 години, минатата година Белград беше домаќин на овој меморијален турнир, еве и нашиот главен град, Скопје, ги прими најдобрите пинг-понгари од Југославија. Во денешниот прв ден на програмата се надпреварите во екипна конкуренција, во машка конкуренција има 32 екипи од целата земја, во женска 12, додека во поединечните борби кои почнуваат по Пладнево, кои ќе завршат утре, учествуваат 96 пинг-понгари во машка и 32 пинг-понгарки, јасно во женска конкуренција. Од познатите имиња на нашиот пинг-понг овде во Скопје не е присутен само Драгутин Шурбек, нашата легенда, нашиот прв рекет, играч кој моментално ги брани боите на западно-германскиот првак, пинг-понгар кој моментално не можеше да пристигне да патува во Скопје, бидејќи има обврски спрема својот клуб, но играч кој ќе се вклучи на заедничките подготовки за европското првенство, а тие подготовки ќе се одржат на Хвар. Значи, овде од попознатите имиња се Антон Стипанчич, реков комплетната југословенска елита без Драгутин Шурбек. Значи, овде се Антон Стипанчич, потоа младиот и надежен Куртеш, Чордаш, Каракашевиќ, Јурчич, Калинич и така натаму, и уште многу млади и надежни играчи, а на вашите екрани забележувате, очекуваме да почне мечот, првата борба во мечот помеѓу екипите на Војводина од Нови Сад и Вјесник од Загреб, повеќе кратниот првак на Југославија. Надпревар кој, тоа е всушност четвртфинале, надпревар кој практично ќе го даде и веројатно првиот финалист на левата страна од вашите екрани. Тоа е пинг-понгарот на Вјесник од Загреб, Дамир Јурчич, десно Лазар Куртеш, пинг-понгар на Војводина. 1:1. Во елиминаторните борби Вјесник имаше само еден меч, ја ги совлада младите играчи на пинг-понгарската школа од Белград, пинг-понгарската школа на Партизан, додека Војводина имаше понапорен пат со 3:0, значи со по 3 победи ги совлада екипите на Витес од Сарајево и Вардар од Скопје. 2:2 на сервис Јурчич. Поен за Куртеш, 3:3. На сервис Лазар Куртеш. Во последно време му се наметна на селекторот Душко Османагич и се почесто го гледаме во првата гарнитура на југословенската репрезентација. Куртеш води со 4:3. 4:4. Јурчич е сигурно попознато име од Куртеш, меѓутоа на овој турнир игра доста несигурно. Во својата единствена партија што ја одигра досега, беше поразен од еден млад, готово непознат пионер
od школата на Партизан од Белград. 5:5. Надпреварите се играат во салата на спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. Еве поен сега за Јурчич и минимална предност за играчот од Загреб. 6:5. 6:6. На сервис Јурчич. Сега предност за Куртеш. 6:7. На сервис е Јурчич. 6:8. Се игра во 2 добиени сета. Еве една убава серија на Куртеш. Поточно 3-1 по друго грешки на Јурчич. Промена на сервизот и сега предност за пинг-понгарот од Нови Сад. 9:7. 10:7. Овој поен не важи, бидејќи од спротивната маса, од една соседна маса, влезе топче во боксот каде што играат Јурчич и Куртеш. Поен за Јурчич, 10:8, водство на Куртеш. 11:8. И натаму на сервис Лазар Куртеш од Војводина. 11:9, промена на сервисот, еден од решавачките мечеви, бидејќи во финалето најверојатно ќе се сретнат Партизан од Белград, кој игра во според распоредот во многу полесна група, значи Партизан против победникот од мечот Вјесник Војводина. 11:10. Убав поен за Куртеш. 12:10, реков се игра во 2 добиени сетови. Секоја борба, а мечот ќе заврши откако една од екипите ќе постигне 3 победи. Еве несигурност, нова несигурност на Јурчич и 13:10. (13:11). Нов поен за Јурчич. 13:12, минимална предност на сервис Куртеш. 14:12. Постојано предност од 2 до 3 поени за пинг-понгарот на Војводина. Еве сега 15:12. Тоа е она максимално водство што го остварува Куртеш. Поен за Јурчич, 15:13. Убави смечеви на Јурчич, 15:14. И двајцата се очигледно офанзивни играчи и промена на сервисот при резултат 16:14 за Куртеш на сервис Јурчич. 17:14. Да бидам попрецизен, 14:17. 15 поен за Јурчич. Осумнаесет сега поен за Куртеш. 15:18. 19:15 и тоа е највисоко водство на Куртеш. Во првата партија од мечот меѓу Војводина и Вјесник, пинг-понгарот од Нови Сад има убава предност. Еве 20:15. На сервис Куртеш. И 1:0. 21:15.
во првиот сет. Би рекол заслужена победа на Куртеш против далеку попознатиот Дамир Јурчич, играчот на Вјесник. Меѓутоа да не заборавиме дека и Лазар Куртеш во последно време со своите извонредни игри веќе го загрозува и стандардното место на Антон Стипанчич во нашата најсилна селекција. Само да се подсетиме, нашата репрезентација оваа година ја чекаат уште неколку важни меѓународни настапи пред се меѓународното првенство на Романија што ќе се одржи идниот месец, а веќе од 10 до 19 март во Дуисбург во Сојузна република Германија ќе се одржи Европското првенство на кое нашата пинг-понгарска репрезентација јасно, како и секогаш, ќе стартува со големи амбиции. Еве го и вториот сет на сервис Куртеш и 1:0. Прекрасно врати Куртеш. Еве сега ги контрираше и 2:0. Куртеш Јурчич 2:0 во вториот сет. Да се подсетиме, првиот заврши со победа на Куртеш од 21:15. Три спрема 0. Четири спрема 0. И еве конечно поен за Јурчич, кој го презема сервисот 1:4. 2:4. 5:2. 5:3, односно 3:5, на сервис е и натаму Јурчич. Убав поен за Куртеш, 6:3. 6:4, промена на сервисот, ќе сервира Лазар Куртеш. Мора да се повтори овој сервис. Гледате си игра на 8 маси. Често топчето од соседниот стол знае да помине на местото каде што играат други двојки. 6:5 и 6:6. На сервис и натаму Куртеш. Еве прво водство на Дамир Јурчич. Да се подсетиме, во почетокот на вториот сет беше 4:0 за Куртеш. Прекрасни драйвови на Јурчич, тоа е нов поен за него и 6:8. 8:6 за Јурчич. 9:6, промена на сервисот, 9:6, водство на Дамир Јурчич. Поен за Куртеш, 9:7. 10:7. Еден извонреден бехенд, неодбранлив и 3 поени предност за Јурчич. Мора да се повтори овој сервис. Останува значи 10:7. И 10:8. Поен за Куртеш. Првиот сет. Куртеш
Jurčić 21 sprema 15. 11 sprema 8. I natamo na servis je Damir Jurčić. 12 sprema 8. Сега gledate kakov presvrt ova partija. 4 poeni prednost za Jurčić. Na servis Kurteš. 9 sprema 12. 9 sprema 13. 9 sprema 14. 5 poeni prednost za Jurčić. Nov servis. Сега малко среќа за Kurteš и 10 sprema 14. Добра топка, 11 sprema 14. Промена на сервисот и Jurčić води со 14 sprema 11. Убав поен, може би најубав поен во ова партија, 15 sprema 11. 15 sprema 12. Двајца млади играчи демонстрираат навистина квалитетен пинг-понг. Петнаесет sprema 13. Неколку страотни форхенд удари на Jurčić и 16 sprema 13. Шеснаесет sprema 14, промена на сервисот. Од овие 5 сервиси Jurčić освои само 2 поени и сега е убава шанса за Kurteš да го искористи својот сервис. Меѓутоа поен за Jurčić 14 sprema 17. Убава контра од бехенд на со бехенд на Kurteš и 15 sprema 17. Интересно е да се подсетиме дека на досегашните два одржани мемориални турнири Вилим Харангозо во Суботица и во Белград убедливо победи Драгутин Шурбек. Само поен предност за Jurčić, 16 sprema 17. 16 sprema 18. Ова не важи, мора да се повтори сервисот. 17 поен за Kurteš, промена на сервисот и минимално водство за Jurčić, 18 sprema 17. Осумнаесет sprema 18. Поен за Kurteš, гледате, тоа беа 4 поени предност за Jurčić, сега поен предност за Kurteš, на сервис и натаму Jurčić. 19 sprema 19. Сега ново водство за Jurčić, 20 sprema 19. Има шанса да го добие овој втор сет. Прекрасна контра и 21 sprema 19. 1 sprema 1, изедначена борба.